19 часот и 30 минути, вие сте со Дневникот 2 на Македонската телевизија. Добро вечер, еве што ќе гледате. Нова година, нова надеж. Во пресрет на 2021, повеќето од желбите адресирани за исчезнување на глобалното зло. Здравје на сите, коронава да заврши конечно, да се сите живи и здрави. Викенд на селбите на планините навјасани од граѓани кои во мир посакуваат прославување на годината во земјава, која веќе пристигна на далечниот исток. Нема масовни собири и прослави. Полицијата е на терен. За прв пат на Косово како мировници дел од НАТО мисијата. Во Пеќ висока реализација на задачите. Македонските војници и офицери ја представуваат татковината. Велат нема поголема чест. Им посакаа на сонародниците многу здравје и секое добро. И ловица ја заматува состојбата меѓу екоактивистите и владата од една и инвеститорите и надлежниот суд од втора страна. Укината концесијата за рудникот. Потеклото на капиталот ќе се испитува од финансиската полиција. Бакарот и златото засега остануваат во Струмичко. Трет ден и 120 земјотреси во Петриња и околината. Хрватските институции се мобилизираат. Војската ги расчистува урнатините. Помошта пристигнува од Европската унија, од соседите, меѓу нив и од Македонија. Уште малку повеќе од 4 часа до новата 2021. Изминува годината што не смееме да ја заборавиме поради глобалното зло што го донесе смртоносниот коронавирус. Од неа треба да извлечеме поука. Вирусот и вечерва не ни дозволи да прославуваме како досега. Затворени угостителски објекти, рестораните во хотелите работат до 21 часот, туристичките центри празни, нема масовни собири. На централниот плоштад во Скопје е Ана Јосифовска Тодоровска. Ана, кои се твоите информации, како проаѓаат последниве часови од годината, што има интересна бројка 2020? Најпрво сакам на сите гледачи на Македонската телевизија да им посакам многу здравје и среќа во новата година. Оваа година беше тешка за сите нас, но да се надеваме дека 2021 ќе биде многу посреќна. Вечерва нема да има забава на плоштадот, се уште раздвижено, но забава нема да има. Рестораните, кафаните, кафулињата затворија во 18 часот. Од Државниот пазарни инспекторат велат дека вечерва добро поминале, па да ја погледнем изјавата на Александра Котели. Конкретно за денешниот ден можам да кажам дека сите угостители беа наклонети кон почитување на Законот за заштита од заразни болести и протоколите, кои што се донесени и по кои што се постапува. До сега имаше само едно затварање во Битола, поради непочитување на протоколот. Се друго е мирно. Во Скопје? Во Скопје ниту едно затварање нема. Сега за сега се уште сме на терен, ноќта е пред нас и се надевам дека така и ќе остане бројката на 0. Вечерва забрането е групирање, забрането е собирање по домови и викендици. А како граѓаните ќе дочекаат новата година, да видиме од анкетата која што ја подготвивме. Добро вечер, каде ќе дочекате новата година? Немам комент. Така, немам. Ги почитувате мерките? Да. Каде ќе дочекате? Се шетаме. Више нема кај да одиш. Со короната и нема ништо. Добро вечер. Добро вечер. Каде ќе дочекате новата година? Дома, во домашна атмосфера. Со најблиски. Со најблиските, да. Каде вие ќе дочекате новата година? Дома и јас исто во домашна атмосфера. Дома, криво ми е, сега му кажав на другарот, ама дома, тоа е. Да, со семејството дома. Каде ќе дочекате новата година? Дома со мојата фамилија. Од Министерството за внатрешни работи најавија контроли. Како полицијата ќе превенира вечерва и што предвидува оперативниот план, ќе слушнеме од изјавата на портпаролот на МВР Тони Ангеловски. Телефонот веќе функционира, ние како што известевме и во претходниот период. Постапуваме преку нашите оддели за превенција, разговаравме со многу издавачи на вакви викендици кои што по нашите укажувања дека тоа е кривично дело и дека ќе одговараат кривично, ги повлекува огласите и очекувам и новогодишната ноќ да помине во најдобар ред.
Предвидени се доволен број на полициски службеници кои што ќе оперираат на цела територија на државата по потреба, а она што можам да кажам е дека оваа година имаме рекорд на заплена на пиротехнички средства. До денес ќе имаме над 200.000 запленето пиротехнички средства. Вечерва ќе ја испратиме 2020 и ќе ја дочекаме 2021 со надеж за подобро здравје и многу повеќе среќа. Екипата на Македонската телевизија ви посакува убава вечер со препорака да ги почитувате мерките. Студио. Ана, ти благодарам за ова вклучување. Ја видовме моменталната ситуација на Скопскиот плоштад. Нека ти е среќна новата година. За прв пат на Косово како мировници дел од НАТО мисијата. Во Печ и во Приштина висока реализација на задачите. Македонските војници и офицери ја представуваат татковината. Велат нема поголема чест. Им посакаа на сонародниците многу здравје и секое добро. Филјана Кока разговараше со нашите армиски припадници. Дел се од нашата прва мировна мисија на Косово. Подполковникот Радојчиќ и неговиот колега Димчевски новогодишната ноќ, како и сите други во претходните 2 месеци, ќе ја минат на својата должност. Едниот во Приштина, другиот во Печ. За МТВ велат нема поголема чест, како мировници да ја представуваат татковината во мисијата на НАТО, сега веќе како нејзина членка. Учествуваат во планирање на операциите, а водот во Печ извршува посебни задачи. Се однесуваат на обезбедување на базата, каде што е сместена регионална команда Запад, обезбедување на објекти од посебно значење и патролирање во одредена. Не се ништо ново за нас, бидејќи ние ова го работиме и во нашата армија и пред да станеме полноправна членка на НАТО, а особено сега кога веќе сме членка на НАТО. Впрочем, за ова мисија се подготвувавме и пред самото упатување. Таму, освен представници на нашата мисија, има и од словенечката, австриската и молдавската, сите предводени од италијанската армија. Така да при извршување на секојдневни задачи ние сме во константна интеракција и соработка со овие армии. Но не и само тие, во овој камп присутна и турската армија, Полска, Швајцарија, Албанија, но со многу помал број, така да што со овие колеги ретко се среќаваме. Дојдени сме со една јасна цел, а тоа е да ја представиме нашата татковина и нашата армија во право светло. Секако тоа го постигнуваме со краен професионализам при пристапот на дадените задачи и голем мотив за работа при извршување на истите. Пандемијата е дополнителна закана за војниците. За среќа, вели подполковникот, нашите се добри и на последниот, како и на претходниот тест, сите се негативни. Важат мерките како и за сите други, но изложеноста е поголема поради контактите и природата на задачите. Во пресрет на новата 2021 година порача. Нека новата година им донесе здравје, љубов, благосостојба и секое добро да ги прати вас и вашите најмили. А особено на оние кои се наоѓаат во мисиите надвор од републиката, да им посакам, да им честитам новогодишните и божичните празници со желба за многу здравје, среќа и успех во нова 2021 година. Честитки од државниот врв, од власта и од опозицијата. Пандемијата ќе помине, да ја закрепнеме економијата, порача председателот Пендаровски. Конечно да ги отвориме европските поглавја, став на спикерот Џафери. Тешка година, во маката се познаваат јунаците, оценува премиерот Заев. За лидерот на ВМРО ДПМН, народот е креатор на сопствената иднина. Пандемијата ќе помине. Ќе дојдат подобри денови. Ќе можеме да бидеме заедно без страв, но и тогаш не смееме да ги заборавиме скапо платените лекции. Мора да сме системски подготвени за следната криза, мора да ја закрепнеме економијата, да искорениме неправдата, да ги надминеме поделбите, да ги залечиме овие рани. Сите ние заслужуваме многу повеќе радост и среќа. Во 2021-та посакувам да имаме здравје, само здравје, за да можеме да ги оствариме сите наши желби. Нека ни е среќна. Ја завршуваме ова година со надеж да ga влегуваме во нова, во која што очекуваме првенствено да бидат одминати сите овие состојби околу пандемијата, во која што очекуваме да добиеме и вакцините, во која што очекуваме и да ги одминеме последиците од истата. Година на исчекување и за остварување на нашата наредна стратешка цел, заедничка наша цел определба за членство во Европската Унија и по тој повод во таа година да ги отвориме предпристапните преговори.
Сега погледот е кон Европската Унија. Нашето членство во нашата матична Унија нема друга алтернатива. Ништо нема да не запре да чекориме напред, затоа што, како македонци, имаме што да кажеме на нашиот македонски јазик, рамноправни со останатите европски народи. На тој пат продолжуваме да градиме пријателство и меѓусебна доверба со сите наши соседи. На тој пат сме рамо до рамо сите ние, македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошнаците и сите кои живеат во Северна Македонија. Успесите ќе дојдат со промените кои ќе донесат вистина на место лаги, повеќе пари за граѓаните, сигурност, правда и достоинство. Празниците поминете ги со најмилите и најблиските. Подарете насмевка и љубов и имајте верба. Чувајте го вашето здравје и соберете сила, бидејќи 2021-та ќе е година на промени, кои ќе ви донесат повеќе задоволство, зголемена радост и среќа, која секогаш ги следи храбрите. Ви посакувам среќни и весели новогодишни и божитни празници. Да сте живи и здрави, да живее Македонија. До 20 јануари основците и средношколците се на зимски распуст. Нема забележителен број заболени меѓу оние кои наставата ја следеа со физичко присуство. Во нареднава година не очекуваат реформи во образованието, вели ресорната министерка Царовска. Андријана Танасовска. Само 1% од учениците и од наставниците кои следеле настава со физичко присуство биле инфицирани со COVID-19. Првото полугодие за основците и за средношколците завршува и ќе продолжи на 21 јануари наредната година. Од Министерството за образование велат дека имало барање распустот да трае подолго, но нема причина за продолжување, бидејќи според нивните сознанија, училиштата не биле места на ширење на вирусот. Во годината во која предстојат реформи во образованието, за кои има и спротивставени гледишта, министерката Царовска се надева дека идната година ќе биде подобра од оваа која изминува. Посакувам сите заеднички во идната 2021 година да работиме на создавање подобро и поквалитетно образование за секое дете. Сите заеднички да создадеме образование кое вложува во личниот развој на секој ученик, а со тоа и во развојот на целото наше општество. Оваа година првото полугодие почна 1 месец подоцна, односно на 1 октомври и траеше само 3 месеци. Наставните денови беа намалени од 180 на 159. Иловица ја заматува состојбата меѓу екоактивистите и владата од една, инвеститорите и надлежниот суд од друга страна. Укината концесијата за рудникот, а потеклото на капиталот ќе се испитува од финансиската полиција. Бакарот и златото засега остануваат во Струмичко. Стојне Митева од Струмица. Активистите на Здрава Котлина деновиве ја добиле информацијата дека второстепена комисија ја одби жалбата на Euromax Resources, концесионерот на рудникот Иловица Штука. Оттаму велат дека оваа информација земаат со резерва, оти никаде не се појавила официјална одлука. Не сакаат да се опуштаат, но велат ако е вистина, сепак е добра најава. Компетентните институции да го решат во иста насока овој спор. Ова значи дека второстепената комисија имала причини и знаеме дека тие, мислам сите ги знаеме тие причини, ги имаме документирано. Има документи кај што се гледа колку работи се пропуштени од страна на Евромакс или се криминално поставени. Откако Вишиот управен суд го врати случајот на Евромакс на повторно одлучување, комисијата разгледала жалбата и уште еднаш ја утврдила како неоснована. Прашањето за рудникот за злато и бакар вчера беше дискутирано и во собраниска говорница. Премиерот Заев одговори на пратеникот Александар Николов, кој се сомнева во капиталот на компанијата. Премиерот е дециден дека потеклото на капиталот ќе биде исконтролирано од управата за јавни приходи, како и финансиска полиција. Меѓу другото, потврди дека второстепената ја укинува концесијата. Како активистите, така и граѓаните на Иловица и Штука многократно досега го креваа гласот против оваа одлука. Во нивните населени места да има рудник кој ќе има брана од над 200 метри.
Пандемијата предизвика проблеми во работата на врвните уметници. Одложени проекти, редуцирани репертоари, откажани представи, настап пред несоодветна публика и работа според медицински протоколи. Но со надеж дека во 2021 кризата ќе биде минато. Уметниците веќе работат на идни проекти. Славица Величковска со повеќе детали. Игор Киров од Штип, балетски уметник и кореограф со меѓународна репутација, е на крај од директорскиот мандат во балетот на Хрватското народно казалиште во Сплит, Хрватска. Тамошната јавност вели дека ќе биде запаметен по издигнување на овој ансамбл за неколку скалила погоре, а тој вели ова беше тешка година за уметниците. Откако крена се ова, никако не можеме да се пуштиме во еден погон кај што ќе можеме. Имавме предвидена премиера, 2 дена пред премиерата моравме да откажеме. А тоа се дешава насекаде, буквално насекаде. Некои компании се тотално затворени, некои компании работат у групи, некои компании работат заедно со маски, се зависи од бројот на заболени во секоја држава. 2021 планира да ја заврши балканската танцувачка представа Сви марш на плес и да го постави на сцена кралот Еди по повод 7-деценискиот јубилеј на театарот во Штип. Пандемијата вели е голема лекција за сите. Научивме дека многу битни нешта може да се случат преку ноќ, но и дека здравието нема цена. Среќна нова 2021 да е прво здравје, а останатото ќе се дое само по себе. Доколку имаме здравје, се друго е дофатливо и се друго е пред нас. Елена Голомеова од Штип, оперска дива, сопран со успешна кариера во Франција и настапи низ европските оперски сцени, но и солист на македонската опера и балет. Вели зад себе остава тешка година на професионален и приватен план, но со надеж и оптимизам влегува во новата. Еве да се надеваме дека 21 ќе ни донесе повеќе среќа, да веруваме, да бидеме позитивни, затоа што само така ќе го добиеме она што ни припаѓа. Голомеова во Ница, Франција, работи на подготовка на операта Свадбата на Фигаро, а на почетокот на јануари ќе има настап во македонската опера и балет. Европа ги трпи последиците од смртоносниот вирус и французите ќе дочекаат новата 2021 без традиционалниот огномет и заедничко празнување, кое на Елисејските полиња собираше околу половина милион луѓе. Првата желба на французите е да се вратат во нормален живот. Во Франција, но исто како и во другите земји во светот, дочекот на новата 2021 година нема да наликува како на претходните. Причината ни е позната на сите, епидемијата со COVID-19, која овде однесе околу 63.000 животи. Вакцинацијата касни, само неколку стотина лица се вакцинирани од почетокот на кампањата, а од друга страна, французите се светски шампиони за воздржаност околу вакцинирањето. Само 40% од нив планираат да се вакцинираат против COVID-19. Во вакви услови, најлудата, највеселата ноќеска нема да наликува како на претходните. Рестораните, кината, театрите, оперите, баровите се затворени. На домашните трпези не се препорачуваат повеќе од 6 возрастни лица. Полицискиот час започнува во 20 часот и ќе трае до 6 часот изутрина, односно е забрането излегување на улица во овој период. Еве што забележевме предмалку на улиците на градот Нанси во кој што живеам за самата прослава на новата година и за очекувањата во 2021. Помалку болест, подобра иднина за нашите деца и се надевам дека нема да треба да се вакцинираме. Вечерва ќе имаме семејна вечера, ќе бидеме само 6 мина наместо вообичаеното заедничко празнување во рестораните или дискотеките. Новата година ќе ја пречекаме сами поради затворањето. Не сакаме да ризикуваме казна. За почитување на забраните за собирање на јавни места се грижат околу 100.000 припадници на силите на редот, а казната за тоа е 135 евра. Дочекот ќе биде заедно со моите родители, мирно, без лудости. За едната година очекувам да му се стави крај на коронавирусот, повеќе да не зборуваме за него, да бидеме мирни. Желба ни е и би било добро да ковид исчезне. Новата година ќе дочекаме со нашите деца, 6 мина околу трпезата. Им посекуваме добро здравје на сите, бидејќи сме во многу тежок период за сите и повторно сакам да се вратиме во нормалниот живот.
да имаме нормален живот и да најдеме решение за оваа пандемија и повторно да бидеме слободни. За новата година на сите и од се срце им посакувам COVID-19 да исчезне, луѓето да бидат предпазливи и да ја оставиме оваа скапана стара година зад нас. Да ви посакам среќна нова 2021 година и да ви се исполнат сите ваши желби и планови. Година која во секој случај ќе биде поубава и посреќна и подобра од оваа што помина. Трет ден и 120 земјотреси во Петриња и во околината. Хрватските институции се мобилизираат. Војската ги расчистува урнатините. Помошта пристигнува од Европската Унија, од соседите, меѓу нив и од Македонија. Маја Филдишев за состојбата по потресите во Петриња. Централна Хрватска и натаму се соочува со серија земјотреси. Отаму се соочува последните, најсилниот во Петриња бил со магнитуда од 3,8 рихтери. Сеизмолозите предупредија дека тектонските движења ќе продолжат и во наредните недели. Населението во најпогодените области ја мина ноќта во автомобилите. Дождот и зимските температури дополнително ја влошија агонијата низ која менуваат луѓето кои останаа речиси без ништо. Избегавме од куќата кога почна да тресе, се е уништено натре. Не сум сигурен колку е безбедно да се вратиме. Изгубивме се во војната и еве сега пак истото. Дел се евакуирани во шатори и касарни. Благодарност до сите што не донесоа овде од селото. Тие дојдоа по нас, ги следевме со автомобилите. Кога стигнавме овде, имавме се што ни е потребно. На секој 5 минути доаѓаат да проверат дали ни треба нешто. Овде ни е топло, безбедни сме и им благодариме за помошта. Спасувачките екипи остануваат на терен во потрага по преживеани. Имаме околу 100 војници кои расчистуваат Петриња по земјотресот, кои ги расчистуваат урнатините од објектите каде што постои опасност за безбедноста. Уште 400 се на 24 часовна диспозиција. Помош за Хрватска пристигнува од повеќе земји. Хуманитарни конвои, мобилни кукички, донации се само дел од поддршката од соседството и регионот. Ова е доказ дека постои солидарност во Европа. Хрватска не е сама. Добра насока е за наредните фази кои ги дискутиравме со премиерот и министрите на Хрватска. Прв чекор е проценката на штетата по овој ужасен земјотрес, а потоа реконструкција и рехабилитација. Во последните 72 часа во регионот на Сисак и Петриња биле регистрирани 119 потреси. Најразорниот од 6,3 рихтери се случи во вторникот околу Пладне, во кој имаше и жртви. Во туристичко Крушево, кое што нуди мир и спокој, капацитетите се полни. Крушевчани дома за нова година. Гостите по 21 часот сами ќе се организираат. Градските власти најавија засилена контрола. Една желба е заедничка. Сите посакуваат снег. Елизабета Митреска беше во Крушево. Крушево е полно со гости во приватните и хотелиерските капацитети за новогодишното празнување. Мир, спокојство, сигурност и надежни празници посакуваат граѓаните и гостите. Крушевчани дома со фамилијата за прослава. Гостите до 21 часот може да користат услуги, а потоа сами да се снаоѓаат за среќна нова година. Таква е сликата во туристичко и историско Крушево за новогодишната прослава. Куманово сме дома за нова година. Овде сте на поминување? На поминување, да. Се прошетавме пред новогодишно. Атмосферата е цел месец, не е само тој ден. Ова година е многу поразлична. Се знаете дека до 6 работат угостителските објекти. До 6 колку ќе прославиме, после тоа со фамилијата. Сите се полни со гости од надвор. Како што гледате по улиците, гости нема. Се седат во апартманите. Мислам дека редно е да ги поштуваме овие што се наредбите даени. Локалните власти гарантираат сигурност, но со перманентни контроли за безбедна прослава. Веќе се организиравме со Министерството за внатрешни работи и со пазарната инспекција, меѓутоа воспоставуваме и некаков ред со редари од општина Крушево кои ќе бидат излезени на терен. Крушево располага со 1000 легла, од кои 600 во приватното сместување. Сепак сме задоволни зашто сепак работиме, продолжуваме со работа, ги почитуваме мерките, се трудиме
да биде се во ред малку да живее градчево, затоа што без гости нема ни живот во Крушево. Хотелиерите нудат протоколи за прослава, но и надеж дека снегот ќе стигне на време за да се активираат скијачките терени и алтернативните можности да се ужива за празниците. Задоволни сме со капацитетот, повеќе ни се домашни туристи, скијачкиот центар е исто под наше покровителство, се надеваме дека ќе заврни снег и ќе бидејќи ние сме спремни со жичарницата и со скилифтовите. Крушево за празниците сака да понуди мир, спокојство и безбедно празнување. Битолчани ќе слават во домашна атмосфера. Пелистер и подпелистер примамливо за традиционалните гости од другите општини. Новогодишната агенда ќе ја заокружат планинарите кои ден по Нова година традиционално со шампањско ќе посетуваат вработените на Пелистер. Стефче Митревски беше на оваа планина. Може би ќе биде посиромашна, но и во услови на пандемија Пелистер ќе има свечена новогодишна приказна. И во вакви услови остануваат верни традиционалните гости од земјава. Хотелот Молика располага со уште мал број на слободни места. Напоменуваат дека овој пат ќе бидат добри домаќини, но во согласно со протоколите. За надворешни гости хотелот Молика ќе работи до 18 часот, а за хотелските гости ќе работиме до 21 часот со свечена вечера. Помасовно се очекува да биде во подпелистеријето, околу 500-тините викендички кои годинава се користеа како еко-ковид заштита, ќе ја почувствуваат и новогодишната атмосфера. Иако викендичките добија предновогодишна актуелност, за волја на вистината, деновиве немаше никакви најави или објави по социјалните мрежи за нивно издавање. Ќе слават главно собствениците, како што велат во потесниот круг од семејството. Дујшко Димовски важи за староседелец, ќе прославува со сопругата. Не ја исклучува можноста од поединечни напочитувања, но вели главно се работи за луѓе домаќини. Јас како што ги пратам петок и сабота и недела обично и за време на викендите, мислам дека постојано луѓето си живее во викендиците и таму мислам дека ќе ја дочекат новата година. Пошто мислам дека тие се собственици и редовни користат и одај луѓе и на работа, каде што тука живеат, мислам, за тој период, за општо мислам дека. Значи очекувате да нема нарушување групирање посебно од младите? Може да има, меѓутоа мислам дека нема да има. Дведецениската традиција на планинарите да сотвори шампањското на највисоката точка каде се одвива работен процес посилно од пандемијата. Традиционално едно 20 на години група планинари постојано се искачуваме на врвот на Пелистер на 2 јануари да им го честитаме празникот на дежурните работени кои покрај другото се грижат да имаме исправна телевизиска програма. За сега го нема само снегот, за зимската новогодишна идила на Пелистер биде комплетна. Настан што го одбележа македонскиот спорт, учество на фудбалската репрезентација на Европското првенство. Како тоа го доживеа нашите коментатори Стојановски и Стериов на пресудниот надпревар во Тбилиси, Грузија. Југослав Костовски. Во фудбалот емоциите се поинакви, посебни, специјални. Радувањата и тагувањата се некако поголеми. Дојде ли време ова да биде наше време? Фудбалско, македонско. Македонија е мала земја со големи соништа. Ако и се исполнат, душата ќе се радува, затоа што ќе има зошто душа да е. Нема многу македонци во Тбилиси, но се надеваме дека денес над Македонија се раѓа ечеше таму каде што треба, во нашата грудка. Да се биде поактивен ја турна таа топка Муслиу за Елмас, тројца против 5 мина и натаму Елмас, требало и сам подршка ќе нема, Елмас, втор дриблинг, се вратија грузиците, Алиовски е многу назад и таму натаму Елмас, убаво спуштено, Елмас има ли простор за шут, одлична акција, голема шанса, Пандев, Елмас! Гол! Гол! Нема
миниатура фудбалска мајсторија у 5 метри. Како на тренинг, шема ја велат фудбалерите. Голчиште 1-0. Ел Гранде! Капитенот дојде на 36-тиот гол, но овде се тргнал Дени Фелмас. Нема офсайд при ова проигрување, Пантев ја прибати топката, заостана таму, двали и потоа Солема во спротивниот агол, голманот Лорија. Македонија води со 1-0. Целата еуфорија на крај на меч, заборавивме да кажеме дека им верувавме уште пред мечот со Грузија и дека македонска телевизија го купила европско првенство уште пред тој ден. Да, го чувавме тој податок, затоа сега ќе кажеме на 13 јуни дека таму каде што не прочасува, фудбалерите шират македонизам во Букурешт. И тука го завршуваме последното информативно издание во 2020-та. Ова беше дефинитивно година на искушенија, неизвестност, издржливост, одговорност, совесност. Во новата 2021 да влеземе посилни и побогати со уште едно сознание, дека здравието ни е пред се, а на сите оние кои во моментов не минуваат низ тежок период, да им посакаме побрзо закрепнување и да продолжат да му се радуваат на животот, затоа што животот е убав. Имајте убава новогодишна ноќ и празнувајте одговорно во своите домови со најблиските. Среќна нова 2021.